IT секторот има сериозен проблем да ги задржи програмерите во Македонија. Причина прогресивниот данок кој силно удри врз овој сектор. Како што објави државната статистика, пат од 0,7% бележи секторот информации и комуникации. Од бизнис комората на IT секторот Масит вела дека не се задоволни од актуелните даночни реформи, но и од неколку клучни економски регулативи. Вела дека оваа даночна реформа само ќе ги избрака информатичарите во странство, каде месечно ќе заработуваат и до 4.000 евра. Ако нема промена во даночната регулатива, IT фирмите не одат во насока на раст и развој, туку ја зголемуваат несигурноста, но и ги демотивираат инвеститорите. Ке треба многу воведување на нови даночни правила во IT индустријата специјално, како заложба да не се иселуваат младите. Ние веќе разговараме со владата да направиме стратегија во која што ќе има некакви олеснувања околу тоа да младите не се иселуваат надвор. Знаете, кога зборуваме околу прогресивниот данок, значи ние имаме некои согледувања дека околу 30% од вработените како сениор експерти ги фаќа даночната основица од 18%. Тоа значи дека IT секторот е еден можеби од најзагрозените. И додека информатичарите размислуваат да си одат од земјава, Министерот за финансии е задоволен од ефектите на зголемениот данок. Вели приходите од персоналесот за 5 месеци забележале раст од 17,4%. Сите тврдење дека ќе се намали вработеноста, ќе се зголеми даночната евазија и ќе се намалат платите, според министерот се покажале како неточни. Во првите 5 месеци реализацијата ни е 17,4%, тоа ни дава целосно право и сме сосема сигурни дека тоа што сме го проектирале, дека ќе биде во целост остварено до крајот на годината, тоа не е важно само заради проектирањето, многу поважно е дека тие средства кои што се повисоко проектирани ќе се употребат за социјалната реформа. Од финансии засега немаат бројки колку од нововработените во првиот квартал имаат високи примања кои би се даночеле со повисока стапка. Инаку од оваа година на сила стапи персоналецот, кој за лицата со примање на 90.000 денари месечно изнесува 18%.